општина Кисела Вода ќе ги наградува талентираните ученици. Ова денес преку социјалните мрежи го најави градоначалникот Орце Ѓорѓиевски. Тој напиша дека е горд што Кисела Вода изобилува со талентирани ученици, па за таа цел објавен е јавен повик за доделување на награди на талентирани ученици и спортисти од основните училишта од општината. На повикот може да се пријават сите основци кои постигнале одлични резултати на надпреварите во образованието, културата, науката и спортот, зашто ќе добијат финансиска поддршка. Изборот ќе го вршат мешовити комисии составени од представници на советите на родителите, наставничките совети и општинската администрација. Привршува процесот на уредување на просторот околу туристичкиот комплекс Бучинско езеро во Бучинци во близина на рафинеријата Окта. Урбанизирањето и модернизирањето го спроведува општина Илинден. Градоначалникот Александар Ѓорѓиевски по извршениот увид во работите преку социјалните мрежи го изрази своето задоволство што наскоро општината ќе добие ново излетничко место, каде што не само жителите на општина Илинден, туку и од останатите општини ќе добијат нова локација каде ќе можат да уживаат и да го поминуваат слободното време. Поставено е ново улично осветлување и нови канделабри, планирано е поставување на клупи за одмор и корпи за отпадоци. Просторот ќе биде партерно уреден, а ќе биде изграден и нов летниковец. Се работи и на поплочување со нови бекатон плочки, а во тек е изградба на нова платформа и пешачка патека во должина од 60 метри. Во тек е и изградба на платформа за ловење риба, истакна Ѓорѓиевски во својата објава. Промовирано е ново современо и уникатно противпожарно возило. Како што објасни Владко Николовски, координатор на проектот Гасење на пожари со употреба на современи техники на бригадата за противпожарна заштита на град Скопје, возилото е во комплетно домашно производство и е направено благодарение на 30 годишното искуство на командниот тим на Скопската бригада. Целиот развој е направен без никакви владини, невладини фондации или фондови, за да докажеме дека Македонија може да развива мобилно и моќно возило. По него многу брзо ќе следува уште поголемо возило за шумски пожари, кое е полесно за производство. Во исто време успеавме први во Европа и во Америка да развиеме дрон кој гаси пожари и кој многу пати досега покажал феноменални резултати, истакна Николовски. Тој додаде дека возилото е економично и едноставно за одржување и дека секое следно ќе биде уште подобро. На промоцијата им беше посакано добре дојде на новиот тим пожарникари кои неодамна беа вработени. И за време на распустот, скопските средношколци ќе се возат бесплатно со автобусите на ЈСП. Како што информираат од ова јавно предпријатие, поволноста е предвидена со програмата за активностите на град Скопје од областа на средното образование за 2025 година. Со почетокот на 2025 година, учениците од средните училишта на град Скопје имаат можност да користат бесплатен превоз и за време на зимскиот и летниот распуст и на овој начин непречено да ги извршуваат своите училишни обврски за посетување на феријална пракса и практикантска обука, се наведува во соопштението од ЈСП. Од ЈСП Скопје потсетуваат дека од денес јавниот превоз ќе функционира по летен возен ред. За матурантите учебната година не е завршена. Имено, тие денес го полагаат вториот надворешен испит од државната матура, кој е според слободен избор. Според информациите од Државниот испитен центар, најголем број пријавени има за тестот по англиски јазик – 13.457 ученици. За тестот по математика се пријавиле 1246 ученици. 73 ќе полагаат германски јазик, 24 француски јазик, 62 естетика. За тестот по филозофија има 7 кандидати, 4 за руски јазик и 3 за италијански јазик. Првиот надворешен испит, задолжителен за сите ученици, мајчин јазик и литература, се полагаше на 31 мај. Матурантите кои во јуни нема да ја положат државната матура, ќе можат повторно да полагаат во августовската сесија. На 12 август е испитот по мајчин јазик и литература, а на 14 август е полагањето на изборниот надворешен испит. Фантазија е насловен овогодишниот традиционален концерт на Македонската филхармонија, кој ќе се одржи на отворено во градскиот парк во петок на 13 јуни со почеток во 20 часот и 30 минути. На програмата ќе биде музиката од анимирани филмови од продукцијата на Дизни, а диригент е Тимоти Редмонд од Велика Британија.
Како солисти ќе настапат сопранистката Билјана Јосифов, тенорот Денис Димовски и бас-баритонот Иван Наумовски. Како што веќе знаете, оваа година на концертот во парк насловен Фантазија ќе се изведе музика од најубавите анимирани филмови, преку избор на композиции од Малечката сирена, Убавицата и ѕверот, Херкулес, Покахонтас, Аладин, Книга од џунглата, Снежно кралство, Кралот Лав, Приказна за играчките. Насловот на концертот е извлечен од истоимениот анимиран филм Фантазија, во кој действието се гради на 8 класични музички дела во изведба на Филхармонискиот оркестар од Филаделфија, под диригентската палка на Леополд Стоковски, изјави Мустафа Имери, директор на Македонската филхармонија. Што се однесува до програмскиот концепт, тој е наменет за широк круг на публика. Музиката од овие филмови е безвременска, како што се и самите филмови со кои израснаа и се уште растат новите генерации, нагласува Имери. Музичката изведба ќе биде надополнета и со видеофрагменти од филмовите и со специјално осветлување, кое на публиката ќе и понуди уште едно незаборавно доживување под отворено ѕвездено небо со оркестарот на Македонската филхармонија. Со овој концерт, Македонската филхармонија ќе го заокружи официјалниот дел од оваа концертна сезона. Танцовиот перформанс Блот на Танге колектив во рамки на перформанс платформа Фестивал 2025 јунска едиција ќе се реализира вечерва со почеток од 20 часот во Младинскиот културен центар, информира организаторите на настанот. Во соопштението се истакнува дека слободен е влезот за перформансот наменет за лица над 16 години, а фотографирањето за време на настанот е забрането. Во текот на изминатите години, перформансот беше изведен на фестивали низ Романија, Канада, Мексико, Шведска, Полска и Бугарија, стекнувајќи признание на престижни меѓународни платформи. Во 2025 година, перформансот ќе биде изведен во 9 земји низ Балканот и Централна Европа, а предстојната есен ќе замине на турнеја низ 6 градови во Канада и во Соединетите Американски држави, се појаснува во соопштението.